сме во отвореното студио 1 и во овој блок од нашата програма имаме една интересна тема, богами и интересна гостинка. Фокусот ќе биде ставен на здравиот начин на живот, меѓутоа и оно што е многу важно, еден жив пример и една интересна животна приказна на 65 годишната така Сара, која што ни гостува денес, која што е планинарка, скопјанка секако односно од Пробиштипскиот крај, но долго време живеете во Скопје. Но она што всушност го почнав. Фасцинира вашата волја и желба на тие години да ги искачувате, односно веќе да ги имате искачено сите балкански врвови, планините и секако не запирате тука, односно ваши предизвици се и поголемите европски врвови. Ајде за почеток, како започна сета ова приказна? Јас имав здравствен проблем, бев 15 дена во кревет, благодарение на доктор Анче Джамбазов, со негова помош, тој ме крена од кревет и ми рече: Сара, мораш да се движиш. И јас почнав да се движам, почеток од Жена парк до Средноводно, после постепено накачував од Жена парк до Врвноводно. Тамо кој ќе отидевме, слушаме планинари, маткари, едно друго. Од кај се тие маткари, што е зборот маткари? Ми рекол дека тие иделе од матка до водно. И ние се приклучивме со нив активно секоја сабота. Во 7 сатов со автобусот 6 почнавме да одиме. После тоа горе во домот се среќававме со други наши планинари и го сретнавме комшијата мој Коле Мајнов. Тој исто беше член на ПСК Бистра и ми вика: бе, Сара, дојте зашлените се кај нас во друштво. И така ние појдовме, се зашленивме кај ни во друштвото и станавме активни членове од 2009 година. Да, интересно е да се напомене дека всушност вашата приказна со планинарењето и здравиот начин на живот започнува во вашата подоцнежна возраст, ако може така, да во подоцнежна возраст, зашто јас претходно не можев, имав активна работа. После тоа, позади виша сила, останав во пензија, осемена пензија и така морав да помогнам на децата. После тоа се активирав активно да планинарам и да го постигнам денешниот успех. И така почнавме 2009 година. Прва акција ни беше од Патишка река на Убава. После тоа активно планинаривме, благодарение на нашите активни планинари што беа во тоа друштво. После тоа јас се уклучив со Владко Лазаров. Тој е еден многу активен планинар кај нас во друштвото, 35 години планинари. Тој човек е стварно феномен за планините. Уште се бале кој ќе тргнеме, само кој ќе го погледне времето, ни кажува во толку сат ова облаче не ми се свиѓа, ова ми се свиѓа, во толку сат дошки имаме, во толку убаво време ќе имаме и стварно благодарение на него сум дониска постигната со овој успех што го имам. Низ Македонија, мислам на Балканот, ги имам искачено сите врвови, не знам по колку пати. Кој беше првиот што го искачивте? Првиот врв што го искачивме ми беше Тито врв, Кораб, после тоа Пелистер. Бевме во Бугарија на Мусала. Мусала е еден меѓу највисоките врвове на Балканот. Вихрен. После тоа се искачив на Олимп, не знам колку пати веќе, секоја година идеме таму и како на одмори на искачувања. Сега за овие 9 години нема кај што не сум била на Балканот. Го споминавте и Триглав. Сега лани тоа се организиравме на 25 август, тргнавме за Словенија да одиме да го искачиме и Триглав. Тука тргнавме вака облечени по кратки ракавчиња, хеланчиња, кога стигнавме тамо, дош, ветер, невреме, дури се искачувавме, снег ноќта заврна и кога требаше да тргнеме, минус 15 беше во Словенија на Триглав. И во домот Алјошев кај што бевме сместени, ни викаат: не смее да се оде горе да се искачува. А ние македонци тврдоглави, идеме бе брате. Таа стаза се патуваше за 4,5 сата, ние патувавме 10,5 сата, тргнавме во 1:10, а стигнавме ноќта во 11:30. Тоа ви беше едно добро патешествие, тешко искачување, мислам бевме 9 души, стварно напорно ни беше. Ја една бев меѓу највозрасните и успешно стигнавме во домот кога не видеа, вика: Бога ми, ова никој не го направил до сега, само ние, вика, македонците тврдоглави. И така, стигнавме вечерта, легнавме и се балите, останавме во 6,5 сат.
почнавме да се искачуваме на Триглав, беше све подмрзнато, напорно, со 2 јажења идевме, по сајла и по јаже, благодарение на Стрезов Горан Водичел што ни беше, не врзе со 2 јажења, зашто беше стварно многу ризично, али мислам ипак супер се искачивме сите горе, 8 души се искачивме и мислам прославивме со шампањско со се и се искачивме на минус 15 степени горе. И така кога се вратив, овој новинарот баш сакаше да се сретнеме и да напише и така пише дека 65 годишната највозрастна жена тргна во летни услови, се искачи во зимски услови на Триглав. Сега припремаме, еве во текст ја чекаме визата да ни излезе од Бугарија, мароканската виза. Тоа ви е најновиот предизвик, најновиот предизвик ни е тоа сега, пошто мислам сакаме и тоа да си го исполниме. На 23 јуни тргнуваме за Мароко, Марокеш. Да сакаме да го искачеме Атлас и мислам дека на 24-25 веќе ќе бидеме на врвот и ќе го развееме македонското знаме. Јас мислам дека ќе издржам успешно, ќе го искачам. И еве тоа да кажам дека јас потекнувам од Бистра клубот, ПСК Бистра, кој што сега прави ова година 60 години од постојањето. Од нашиот клуб има излезено доста јаки планинари. Здравко Дејановиќ е еден наш од членовите, што го искачи Монтеверес и К2. Имаме Буран Селидини, он искачи 1000 пати на Солунска, 1111 пати, ќе го продолжи. Ланска година славивме 1000-то искачување на Солунска глава. И ние мислам едни сме меѓу најактивните тамо планинари. Јас можам да кажам дека од женскиот пол сум најактивна планинарка. За мене не представува со кого идам. Многу пати се случува, ние 9 души имаме комбе, 9 души идеме на планинарење, меѓу нив јас некош не многу, мислам 80% сум сама женска со нив. Лани исто имавме 7-дневно искачување во Бугарија на повеќе врвове. За 7 дена искачивме 9 врва. Почнавме од Пржар, Положан, Вихрен, после бевме на Тодорка, на Тевно езеро, на бевме на метално добро, не е важно. Искачивме на Момини дворове, бевме на Мусала, Маљовица и Рилските езера. Ги свртевме сите за 7 дена, од дом до дом, од дом до дом, бевме сите активни, мислам и се искачивме и успешно се вративме. Господја Сара, доста интересни приказни имате. Овие врвови кои што ги споменавте, особено балканските, Македонија, Албанија, Грција, Бугарија, сите се над 2700 до 3000, до околу 3000. 2925 метра е најголемиот врв Мусала. Да. Олимпија 2914, Вихрен е 2917, Кораб исто е 2000, тој е малку понизок од Триглав. Мислам, ипак словенците си го форсират. Не за 2-3 километра, мислам метра, али не е важно. Тие сите врвове се, Пелистер, кај Макчалан, мислам, нема... Тие ги имате искачено 20-30 па и повеќе пати. Дали секое следно искачување е приказна и доживување за себе или пак... Точно. Секое искачување е свој предизвик, зависи се прво од психичката способност која ќе тргнеш од расположение, секојаш не можеш да бидеш исто расположен. Идеш и зависи од временските услови, кој ќе тргнеш. Сега сме имали многу тешки временски услови, сме имали и добри. Баш кога беше поплавата во Скопје и во Сингелич, ние бевме тога и на Титоврв. И господинот Владко Лазаров кажа да побрзаме, да го искачеме Титоврв, да се вратиме, и постои невреме. И стварно, како кажа, ние на Орлови стени кога се вративме, тука кога не спукерно невреме, јас за мој, еве сега на 10 септември полнам 66 години, јас прв пат во животот видов такво невреме. Тоа беше толку, мисле, се спои небото и земјата, такви грмотевици, такви кои ќе се грмеше, ние со штеки, со телефони, сите со опрема сме со нас, не трескаше, не креваше од земја. Сведни се беше ненормално, едва и живи се вративме на кај Скопје. А сте имале ли некогаш во овие ваши патешествија и планинарски подвизи некој момент да можеби да помислете да се откажете? Никогаш не сум се откажувала, таков тип на човек сум. Борец. Се случувало, да, ќе се исповратам, ќе ми биде тешко и ќе се исповратам, ипак благодарение на Владко Лазаров,
Тој никогаш не Тоа е- Сара, ти си способна, ти идеш со мене, ќе се одморам, ќе се освежам, ќе се напиjem вода и продолжувам. Никогаш не сум се откажала да се атура. Биле стварно тешки, зимски услови биле, сме оделе еден позади еден, а имало и моменти кога цела група сме се откажувале. Последното се сеќам на Пирибек кога бевме, тргнавме и више пред врвот на 100-200 метра и јас му викам Владко, дај да се вратиме. Тоа е толку невреме не фати, толку јак ветер, магла, ништо не се гледаше. Викам Владко да се откажеме, да не ризикуваме по секој, мислам, да одиме по секоја цена. И он вика, ајде да пробаме уште малку. Ја викам, тука застанувам, со мене 2-3 се вратија, бевме 8 души, не поминаа 100 метра и свиркато таму. Чекайте, нема, има и такви моменти. Например, сите планинари треба да бидеме свесни, да не бидеме појаки од планината никогаш. Планината е најака, временската ситуација е најака и планината никогаш нема да ни избега. Ние треба да се ориентираме према временските услови, зашто планината секогаш не чека. А ние ако загазиме во такво невреме, може и да не се вратиме. Има и такви случаи. Сме имале лоши моменти, али секој сме се доволно, мислам, сме се сконцентрисувале што да правиме, дали да продолжиме или да се вратиме. И сме се откажувале во последен момент. Прво е нашиот живот, после планината. Планината ќе не чека секојаш. Кое чувство превладува кај вас кога искачувате некој врв? Да ви кажам, јас кој ќе дојде четврток, петок више, мене психата ми е за на планина. И мене друго ништо не ми интересира. Секој викенд сме активни. Одеме некојаш на најака тура, на шапка по тие врвови на Шара. После тоа Скопска ќе направиме утрето ден, ќе направиме водно со кружење, со вамо, со тамо. Нас се ни е малку на планинарите. И тоа е, како да ви кажам, некое чувство стварно заљубени во планината. И нас не влечи. Јас ништо друго не ме интересира. Планина, кој ќе отидам на планина, јас сум исполнета за наредната недела да сум способна и за работа, и за све друго. Од тамо ја црпите, претпоставувам, енергијата, вие сте и баба на 4 внуци, во текот на целата недела сте ангажирани, претпоставувам на сите страни. Големи, првите ми се втора година, вторите сега е во 8 за 9. Додека беа мали, бев ангажирана покрај нив, сега сум ослободена, они мене ме чуват не јавејќи нив. И така, со децата во договор, пошто јас сум самохрана мајка, се жртвував своите деца, ги омажив, оженив и бев жртва до 2009. А сега не, сум слободна, имам поддршка голема од снаа ми, од син ми, од керка ми, од зет ми. Сега имате љубовта кон планина. Да, и они ме сега кога баш беше збор. Ве придружуваат ли во некој? Имав едно искачување за внуката прва, пошто имавме некој случај потежок, внуката ни е прва трета. И така, кога ја добивме, ја толку, мислам, стварно прва внука ми е посебна радост. И 13 години кога наполни, ја маратонот го имам, да не претерам, за овие 10 години, ај по 2 пати одеме годишно маратон. Иш да не сум била по 2 пати, еве 10 пати сум одам Богомила Скопје. Тоа е 100 километра, идеме од Чеплес на Караџица и доваѓаме во домот на Водно. И за 13-тиот роѓен ден на син ми му викам, сакам да дојдеш да ме снимате со децата, да ме пречекате кога идеме пред крстот од Карпите тамо кога се искачуваме. И беа синот снаата со внукичките двете и јас кажам дека во чест на внуката го за 13-тиот роѓен ден посебно го изводив овој маратон. И така, мислам, тоа е ипак големо задоволство да дојдат да те пречекат внуците. Сега некош ги носам на ова, ма не се толку. Внукот 2-3 пати го носев на планина, само па по фудбал, по едно по друго. Овие девојчиња неко не се толку активни. Може би доправа ќе развијат. Постепено ќе ги навлечам на тоа. А имате ли некаков посебен ритуал, да речеме, или начин на подготовка пред секоја планинарска тура? Да, психички, најпрво психички се спремаме. И како изгледа тоа? Ајде да ни доближите и нас и на гледачите. Јас доаѓам во петокот од работа и викам на снаа ми, дај да се спремам за утре. Јас, таа ми е голема поддршка. Секогаш е со мене и ако некој закаснам од некоја планина звони и колегите ми викат што е проблем, како ти вика со снаати толку. Јас снаа ми сме поврзани стварно, мислам се ја сакам, можда керка ми ќе се налути, ма повише сум поврзана со снаа ми, него ли со керка ми. А психичкиот момент? И она звоне, ако ме нема, например да каснам, знаат прилика кога се враќаме што, и колегите викат, еве ти што и направи на таа снаата што. Она мамо до кај сте, што сте, како сте. И до тоа. Поручек кој ќе дојдам од работа, се раскомотувам и го припремам ранецот. Прво, према временските услови, пратам прогнозата, какво ќе биде времето. Мора да имаме кабаници,
Мора да имаме добри кондури. На прво место е кондурата. Секојаш кондурата треба да ти е најспремна. Кабаниците, прибор во ранецот, па и за прва помош нешто мора да имаш. Најосновните работи како прва помош треба да ги имаш, да. После е флаша за вода обавезно, водата ти исто на прво место, без храна можеш, без вода не можеш. И си ставаме, си знаеме на која планина, веќе ние сме уходани, знаеме на која планина што ни треба. Гардероба и храна. Сите си носиме од дома, сендвичи, мора да носиме овоше, овие повеќе сувите овоше, за да не ја носиме тежината на грбот и пак смета ранецот. А имате ли некој посебен режим на исхрана во текот на неделата доколку што се држите за да може психофизичка кондиција да одржите или евентуално? Па внимаваме, али претежно на здрава храна. Смали кој ќе тргнеме, мора да имаме суво грозе, чоколади, брусници, тие работи суве овоше треба да имаш. Си правиме лимон, например, пред да тргнеме со ѓумбрче, со едно со друго сокове. Алкохол не би се препорачало, пошто алкохол те малаксува, не е за пиење кога одеш на планина. И си јадеме лесна храна, диетални лепчиња, сендвичи, кога одеме вака на 2 дена, си спремаме оривче диетално со сите зачини, со едно со друго, некоја конзервичка риба, некоја конзерва, така нешто гледаме што е и полесно за носење и полесно за јадење. И тоа е сега, кога одеме во Бугарија, знаеме дека имат домовите тамо храна, тамо не носиме некој терет, али тука низ Македонија, пошто немаме домове ние така, кај што можеш да обстанеш да те пречекат со доручек, со вечера, немаш и затоа сите си носиме храна од ранец. Тоа е. Тоа со домовите е друга приказна која што може да се дискутира и во друг термин од отворено студио 1. Јас ви посакувам уште многу успешни искачувања на балканските и балканските, не европските да ги и европските. Да, европските, балканските доволно. Возбудена ли сте пред крај за ова престојна тура на Атлас Мароко? Ја мислам дека ќе бидам способна да го искачам, не сум возбудена, не возбудува визата, веќе 2 месеца немаме подадено, уште не е веденеска, пак ми се јавија само не барат нешто. Чекате. Да, со нетрпение, на 23 со Господ напред, морам да го кажам, јас сум ипак христијанка, верувам во Бога дека ќе успееме, само да не служе здравје, среќа да стигнеме на време секако што треба и ја мислам дека ќе го искачеме и ќе ви покажеме таму на Facebook слика со македонско знаме. Да се надеваме во тоа. Ја мислам ќе успееме, сите сме јаки, сите сме јаки што ќе одиме, овој Горан, тие се тројца од МВР, тие се од Тигрите, тие се јаки, тој водичниот е Горан. И овој Буран ќе оде со нас што го искачи 1000 пати на Солунска глава. Требаше да оди председател, тие не откажа некои ради нивни здравствени проблеми. И уште сина ќе гледам, уште не се откажам. Од 8 души одеме 5, али мислам дека успешно ќе се завршиме. Ви благодариме за благодариме за гостување. Фала и на вас исто. Така, ние правиме тука кратка пауза, па се враќаме веднаш назад во студиото, анализа на вестите од регионот и светот со колегата Дејан Андоновиќ. Останете со нас.